Децениската градежна експанзија во центарот на Охрид, тешко пристапните локации и патишта, нефункционалната внатрешна хидранска мрежа во станбените објекти, градбите без противпожарни скали за евакуација ја зголемуваат опасноста од пожари. Посебно е критична состојбата во стариот дел на градот со збиена архитектура, каде поради несовесно паркираните автомобили по тесните улички нема простор за интервентни возила, алармираат пожарникарите. Ако настане пожар, може да биде и катастрофален во тој дел на градот. Затоа ја упатив и овај апел, значи граѓаните да бидат свесни што може, каква катастрофа може да се случи, знаејќи дека во тој дел имаме културно-историски споменици од непроценливо значење. Значи, хидранската мрежа може и 30 години не е обновена, не е проверена. И сега правиме напори, значи, заедно со Водовод, да видиме кои се тие критични места кај што треба да функционираат хидрантите. Потребни се сериозни и темелни промени со цел да се спречи оваа анархија, било да се работи за институции, училишта, хотелско-угостителски или друг вид објекти, вели охридскиот градоначалник Пецаков, кој е и член на управниот одбор на ЗЕЛС. Се случи и најголемата трагедија во Македонија, која што повеќе од убеден сум дека ќе допринесе брзо ставање во функција на системот, затоа што системот кај нас е дерогиран до долни граници. Од кај знаеме дека вршењето на поседувањето на елаборат на противпожарна заштита не представува ручек или вечера во одреден објект, хотел или, значи морат реално да погледнеме во проблемите, или пак издавањето и мешањето на оние административци во издавањето на употребна дозвола за кабарет. Ништо подобра не е ситуацијата ни во соседна Струга. Присетувајќи се на несреќата која се случи на плажата Галеб пред 15 години, каде од струен удар загинаа тројца видни стружани, граѓаните бараат безбедност. Сакаме да бидеме сигурни дека местата кои што ги посетуваме исполнуваат минимум технички услови за тоа. Во градот, за жал, сведоци сме дека постојат објекти кои што немаат решени противпожарни системи за евакуација, посебни надворешни скалила кои што се задолжителни за сериозни објекти и објекти кои што примаат над 100 посетители. Замислете што се би можело да се случи во една несакана ситуација, уште колку животи би можеле да згаснат залудно. Во Струга 40 години не била проверена хидранската мрежа во градот. Директорот на Струшки водовод уверува дека ја поправиле, но отворено кажува дека немале пристап до новите згради и не знаеле дали воопшто имаат хидранти.